Žena opština во државата со долг од 33 милиони евра, со блокирана сметка и со многу проблеми. Знам дека многу луѓе во тоа време мислеа дека докторот си стави трн во здрава нога, што се нафати во таква ситуација да стане градоначалник. Но по 4 години можам да кажам дека тој заврши одлична работа и дека не само што успеа да го намали долгот за цели 13 милиони евра за тие 4 години, туку со многу проекти, многу работа и труд, со заеднички напори, успеавме да реализираме најголем дел од ветеното. Заради сето ова, заради тоа што задржа чист образ и за себе и за ВМРО-ДПМН пред граѓаните на овој град, сакам јавно да му се заблагодарам и да му честитам на Никола Бакачевски за досегашните резултати и успеси. Тој навремено не извести дека од длабоко приватни и семејни причини овој пат не треба да влезе во разгледување за повторен кандидат за градоначалник, но честно, докрај го вложи својот дел за овој прекрасен град и за овие прекрасни луѓе. Драги охриѓани, по долги анализи, да се избере најдобриот предлог за наредните 4 години, 4 години напредок. ВМРО-ДПМН за градски татко на Охрид го повика и застана за доктор Митко Тилевски. Доктор Митко Тилевски, ваш многу угледен и почитуван сограѓанин, познат лекар, педијатар, пред долго години и народен пратеник, честен и работлив човек, борец за се што ќе се зафати, свесен за проблемите на Охрид, за предизвиците кои доаѓаат, но и полн со енергија, со жар, големо животно и работно искуство, идеи, со добра воља и чиста мисла и подготвеност неуморно да работи за напредок и успеси на Охрид и на охриѓани.